да го спроведе. Ама не можам да сватам кога државата не разрешува некои многу видливи проблеми каде што можеби и потајно заскрива некој насилник како случај со девојчето и сукалото село Лабуниште. Јас сакам да бидам многу прецизен. Кога тој гинеколог кажал дека на тоа девојче има отсуство на хименална мембрана, а не кажал како настанала повредата, дека е невозможно девојчето во 22:45 да се качи, да исклучи сијалица и да се надене на сукало. И кога од јавен обвинител добиваме дека нема сексуална злоупотреба, Центар за социјална нема, полиција нема, а двајца форезничари велат дека и има и тоа во две различни периоди настаната и кога новинарката од Фокус Мирослава Симоновска се обидува 29 до 31 јануари да добие запис што се случувало во МВР Охрид и вела дека нема пристап на податоци од јавен карактер затоа што може да се доведе безбедноста, интегритетот и суверенитетот на Република Македонија под прашање, ние навистина сме сериозни дека можеби во такви случаеви и не може јавноста да дознае вистината како може Македонија да е прва земја во светот кај што девојче ќе се надене на сукало и ќе изгуби невиност. Значи тука не застануваме. Верувајте, овој случај мора да продолжи понатаму заради опасност евентуална, значи не тврдам, не само да се повтори, него опасност од можности од трговија со деца и луѓе. Значи тоа е крај каде што не се знае како настанала таа повреда. Можеби не било сексуална злоупотреба, можеби било намерна повреда од некое возрасно лице, но мене ме загрижува што секретарката која го пријави случајот Сенада Вешкеми после објавување во јавноста имаше голем притисок и се повлече. А тоа беше многу позитивен пример каде што институција, човек од институција дојавува случај. Но, а мајката на видеозаписот, само уште ова ќе го кажам, кога говори дали вие го подведувате детето, таа ја наведнува главата и кажува ја не би го давала детето за 50 или 100 евра. Значи она оперира дури и со одредени суми. И зошто таа иста мајка веднаш после тој случај се иселува од тоа село? И каде е сега тоа девојче? Што се случило со тоа девојче? Дали можеби имало нешто што ние не го знаеме, а заслужуваме да го дознаеме како јавност. Зошто кардинални пропусти во процедурата или каде грешат институциите? Ваму Центарот за социјална работа не може да има осознание дали некој злоставува, насилуван и така натаму, тоа си имаат нели форезничари и така натаму кои утврдуваат. Центарот е надлежен да му пруži заштита, особено на детето или на возрастиот ако не е во состојба сами да се грижи за себе. Значи тоа ни е превсходна улогата. Ја би рекол како и во органите на МВР и во здравство и во образование и во сигурни труд социјала имаме професионални и непрофесионални лица, и тоа помина веќе времето на од овој тип на начин на заташкување. Веќе имаме институции кои што е мојата комисија комисијата за заштита од дискриминација, народниот правобранител со кој што имаме изворена соработка, Хелсиншки комитет и така натаму, значи мора да се анимираат случаевите, да се знае точно и да се преземат консеквенции кон тие лица. Значи има шанса ова да добие завршница. Па да, не може едноставно. Овој и претходни случаи што ги спомнав. Помина веќе времето од бившиот систем кој можеше. Сега веќе во овој степен на цивилизацијски односи, на демократија и плурализам и така натаму, веќе не смее тако нешто да се случува. Меѓутоа, да не остане, да кажем, во центрите за социјална работа секојдневно, значи ние сме чувствително општество. Овој транзиционен период навистина многу тешко го поминавме и верувајте ми, колегите, не сите, секоја чест на професионалните така натаму, и ја одиграа најголемата амортизирачка ситуација. Значи вие еден огромен број на луѓе останаа на улица, значи мажите посебно беа доминантни во смисла како економски столбови, па изгубија таа доминација, па најнаш дојдоа дома, па не може да се снајде, па настанаа конфликти во секаков размер. Центрите за социјална работа, значи ви кажам многу позитивни примери кај што успеале. Меѓутоа, ова со љубанци случајот, знаете некаде секогаш целите не може центарот да бидат, значи колегите мои, историчните тимови таму, поголеми родители, условно кажано, од самите родители. Значи нашата цел е не по секоја цена да ги одзимаме, не по секоја цена да ги сместуваме во дом, туку да му помогнеме на семејството кое што е во ризик и кое што можеби недоволно се снаоѓа во тие своји улоги. Ако може само да додадам една многу важна. Само на зменат сме се дозволили, можам ја вака со рака? Добро, ајде, еве ќе почекам. Не. Улогата на центарот е превенција, значи не да се одземе родителското право како таткото ќе го силува детето или мајката Джанич ќе губи детето па го одзема родителското право. За овие моментите со педофилија и така натаму во светот, дослушаме за ова, тоа е мој факт. Е така. Значи јас се сложам превенција, значи за превенција ќе треба да имаме 100.000 социјални работника тогаш и секојдневно да шпартат. И по еден социјален работник во училиште.
Сегде треба, да се жив и здрав. И дефектолог сега ни треба, се треба. Меѓутоа факт е дека е општествено економската ситуација таква како што е во рете. Затоа се и добри организации, не 7000 организации невладени имаме, од кои можеби 10% прашање толку дали се навистина обавуваат некоја своја мисија како што треба. Значи проблемот е многу подлабок и да не фрламе само на едно место. Центрите за социјална работа се многу витални институции. Значи они навлагаат во семејството и ги решаваат проблемите. Меѓутоа секогаш навистина треба и ресурси. Не се во доволен број, се прават обиди и така натаму се Кога се слушнат вакви случаи дека остануваат без завршница, или дека се прават вакви кардинални грешки од луѓе кои што треба да ги заштитат децата и семејството, значи како ќе ја мотивирате јавност и граѓаните, па дури и децата, значи да пријавуваат, да препознаваат насилство, а да не се плашат при тоа дека за 10 дена ќе им се врати злоставувач од дома. Така, еве. Или тие ќе се вратат кај него. Се с него меѓаши во училиштата се прават, значи многу обиди, меѓутоа веројатно не се достаточни и доволни. Значи мораме да анимираме јавноста. Второ, постојат институциите. Народен правобранител, Комисија за заштита од дискриминација. Ние сме должни да реагираме на ваква нешто, односно да побараме да се направи ревизија. На случајот дали се постапило, не се постапило. Заради оваа цел се формираше во Министерството за труд и социјална политика социјална инспекција, посебен сектор, значи се трошат големи ресурси, колеги кои што реагираат на најразлични основи, даваат препораки. Тука е Завод за социјални дејности кој што од стручен аспект, значи е институција која што ги следи новите трендови, дава нови методологии, концепти и така натаму во развојот на социјалната сфера и врши надзор над работата. Може директно да каже да, овој педагог дошол дал лоша препорака, лоша мерка, социјалниот работник лоше извршил проценка и така натаму. Ама последиците се преголеми, значи некое дете понатаму нели има сериозни последици, затоа мора да одговара. Да, но без одговорност имаме проблем. Значи мора државните институции да превземат одговорност и да признаат кога ќе сгрешат. Еве, ќе ви дам еден пример. 11 октомври домот. Во рок од 6 месеци Јове Костадиновски грабнува 2 деца од таа институција. Едно го силува 21 ден, никој не знаеше каде е. За никој не одговара во таа институција. После тоа едно дете го сгази, никој не одговара. Атанаско побегна, Викторија побегна. Значи без барање на одговорност некој таму, тој е старател институција, тој е као родител, исто. И во таква констелација кога нема одговорност кај Џановиќ, нема кај 11 октомври, нема кај Сашо поранешниот воен ветеран, нема кај тој од Велес, нема кај овој, нема кај оној, исклучокот станува правило. Почна системот веќе да станува проблематичен од аспект на мобилност и динамичност. Јас знам дека Центарот за социјална работа има многу ингеренции, но нема ресурси доволно, нема капацитети и не се доволно на терен. Значи, ајде, ако веќе дефиниравме дека има клучна улога, социјалниот работник не е едноставна работа. Тоа треба да направи анализа, амнеза на секој семејство во ризик или дисфункционално семејство, независно од економската благосостојба. Тој треба да го слушне првиот крик на детето, не да стигне до психологот, педагогот или до полицајскиот инспектор, него социјалниот работник навистина има клучна улога и мислам дека Министерството тука мора да направи клучен увид. И уште нешто, морам да пофалам со новата стратегија, гледам дека една наша препорака земале сериозно предвид, а тоа е сите деца да бидат вклучени во градинка бесплатно и тоа да биде решение за сите оние деца кои не се вклучени во образование и кои се жртва на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. Ако тоа заживее, навистина е за почет. Во овој контекст, за да имаме нели конструктивно со моабетот, да, загрижувачки се состојбите, детски судбиници и така натаму, и тоа да не идеализираме. Значи не може да замислиме ни Република Македонија инкубатор. Нели, па сите сме тука, па добиваме храна преку цевче, кислород и така натаму и живееме. Тоа е динамична работа, се случуваат проблеми. Втори институциите кај нас, освен малолетечки затвори и така натаму, тоа се од отворен тип. Дали ќе се случи во семејство, а се случуваат и тоа не е така драматично. Тоа се случува од 11 октомври. Па да, тоа дете искача, има потреби, треба до 12 се прибира, треба и моите ќерки, например, па не се прибира, па загрижени, незагрижени, воспитувачите прашуваат, има сознание, нема сознание, чи сакам да кажам не да ги правдам, меѓутоа дека понекогаш и не можете, не знам како стрикно да направите. Ќе воспитувачот не се јавило детето на време, е должен да пријави во полиција. Но ако 21 ден некој се живува врз тоа дете, како може никој во домот да не сноси одговорност за тоа? Како да снеси одговорност? Значи, они се директорката и тимот пријавуваат. Не е вратено детето. Полицијата трага, ги нема. Ме разбирате како се е постапено. Не може алки да им ставиме што тој истиот Јове Костадиновски тоа дело го повторува по трет пат. Кој е констатација? Јове Костадиновски од Шашавалија што излезе од затвор. Значи прво силува 5-годишно девојче, потоа баба и едно од штитениците од 11 октомври. Значи тој ако е веќе сторил 3 дела, за него знаете колку години казна повторно до судија? Само 15 години. Само 15 години. Сулудо е
за некој што издава стан, а да не провери дали ако живее во близина на градинка или на школа, го издаде на педофил. Видете, јас немам деца, но многу се плашам од лопови и баш зашто еве државата не возможи стан на кратци. Па да видиме јас кога ќе се преселам некаде да видиме кои се кратци. Супер, па одлично. Не е одлично. Има агенции не е за одлично. обезбедување, има камери, има блиндор врати, има Дали тие куќиња, луѓе- има живот у семејство, пошироко семејство. Секој има свој. Вие велите има блинд врати, а можеби не можеме да си ги дозволам. Истото јас можам да ви го кажам, зашто вие не најмите обезбедување за вашето дете? Тоа не е најдам решение. обезбедување Па за моето викате дете. блинд врата јас треба да купам ако се плашам од лопови. Зашто и мене не ми возможат регистар на лопови? Не е во ред. Дали тие луѓе отслужиле казна? Како системот се бори со педофилијата? Дали во Соединетите Американски држави, бидејќи најчесто сите на тој регистар се повикуваат, дали е намален бројот на такви криминални акти, на напади на педофили врз деца? Статистиката е лесно достапна и говори дека не е намален. Значи ние треба да ги гледаме ефектите. Какви ќе бидат ефектите од тој регистар? Сад како една од најголемите демократи во светот има јавен регистар за педофил, дали тоаш можеме да кажеме дека они ги почитуваат доволно за човекови права. Дали човекови права, човек може да се избори за своето право, така? Детето како дете, и сега збориме за многу мали деца. Добро. Ако не го заштитиш, не знае и не може да се заштити. Ме разбираш? Одговорноста. Нашата одговорност е да ги заштитиме тие деца. Наша одговорност на возрастните е да ги заштитиме. На кој начин тоа ќе го направиме? Но мерките со кои тие деца ќе се заштитат треба да се во корелација со законите, со уставот и треба да имаат своја А ова поддршка не е во корелација со едно и со друго и со на трето. правото. Па уставниот суд не оцени така. И како новинар, и како родител, можам да кажам дека потребата од овој регистар е голема, бидејќи сум ја искусил и лично. Значи, прво од новинарска заинтересираност го отворив да проверам, меѓутоа кога видов некои луѓе таму, со кои што сум бил и во контакти и кои што сум ги среќавал, апсолутно ја сватив реално потребата од постоење на еден ваков регистар. Таа е сестра на осуден педофил од едно скопско село и по објавувањето на регистарот, тој човек со нив не живее долго време, значи одлежал и затворска казна во прилично висока и претходно не бил во добра комуникација со семејството. Меѓутоа по објавувањето на регистарот месец или два, колегите на работа каде што работи таа девојка разбрали, таа ја изгуби својата работа како последица на објавувањето на тој регистар. Што ако судот сгреши и осуди невин човек, а потоа семејството ги трпи последиците? Се правеле такви грешки? Имено тоа е причината зашто и смртната казна е укината. Статистички се правеле такви грешки? Јасно. Статистички бројот на повторени силувања на деца и извршени злодела врз деца е поголем него бројот на грешките. 90% од педофилите осудени, нели, рехабилитирани, Добро, знаете ли во која држава има најмалку повратници педофили? Дали знаете? Во која држава има најмалку повратници педофили? Во која? Во Шведска. И дали има таму регистар на педофили? Кои мерки ги Нема регистар на педофили. Само на крај ќе го кажам, кога има обука со судиите и јавни обвинители на оваа тема, кога ги прашат, добро бе судии, зошто вие секогаш го допирате минималниот прак и досудувате минимални казни? Законот ни дозволува од до. А кога ги прашав, добро, ако го педофилот силува вашето дете, што ќе направите? Знаете кој беше одговорот на судиите? Ќе го бием. Прва бандера, вика. Прва бандера. А викам, ве боли, а XX детето таму минимална казна. Иако казните, пак ќе кажам, не се решение, на превенција треба многу да се работи, дури треба да се работи и на охрабрување детето, да не молчи, да вика, да гриза, дудира по незгодни делови на телото, ако веќе стигнало до таа ситуација, ама тоа треба образовниот систем малку да ги охрабри децата, дури ако треба и на самозаштита. Добро, јас дефинитивно останувам на ставот дека да, превенцијата е најважна. Во овој контекст мора да покрај регистарот што несомнено треба да се постои, не, тука нема више дилеме. Делумно отворен или затворен? Отворен. Отворен, да. Меѓутоа паралелно ќе може да се размислува и дефинитивно треба да се размислува по однос на хемиската терапија и сигурно психотераписката, значи психотерапија.
Она што би било добро да го направиме во корелација со правосудството е да можеме центрите за социјална работа, како што знаеме, да организираме одредени видувања на деца во затвор, на некои родители и така натаму. Значи, имаме соодветен влез да направиме допир, да нашите психолози, најлесно да се добие специализирана едукација и така натаму, да влагат и додека се уште во затвор да почне да се работи. Станува збор сепак за човечки битија. И така натаму, сушество се упрашање, а може да направат ново злодело и така натаму, значи превентивно да се работи уште таму психотерапија. После тоа центрите за социјална работа да презимаат мерки, нешто слично како на запад што го прават по филмовите, сме гледали, ми тоа веќе имаме сознанија, да се следи, значи на крајот крша да има еден строг мониторинг. Господине Миновски, господине Змијанац, ви благодариме што бевте дел од Зебра, на гледачите им благодариме што не следеа. Поздрав.